Својот прв електричен автомобил Мини го представи уште во 2007 година. Тогаш беше представена мала серија за тестирање, а проектот доби силна политичка поддршка од ресорните британски и германски министри. Цел свет разбра за напорите на марката за електрификација на гамата, но од необјаснети причини одеднаш престана да се зборува за тоа. Затоа и после 10 години, кога Мини покажа нов електричен концепт, не беа сватени сериозно. Сите мислеа дека се работи за уште еден ветувачки експеримент со неизвестна иднина. Но една неодамнешна изјава на членот на управата на BMW Петер Шварценбауер, кој во последните 6 години е задолжен за производствената програма на Rolls-Royce и Мини, смени се од корен. Тој, одговарајќи на општите прашања за електрификацијата, рече дека интензивните подготовки за неа се при крај и дека во последниот период, за кој се уште не знаат колку ќе трае, купувачите ќе може да бираат меѓу електрични и возила со конвенционални мотори. Отворајќи со тоа многу дилеми, тој сепак ја ускрати љубопитноста што ја предизвика и ги остави безбројните прашања без одговор. Дополнително ги замисли сите со заклучокот дека купувачите ќе бидат тие што на крај ќе одлучат дали Мини во блиска иднина ќе биде бренд што ќе произведува само електрични автомобили. За едно сепак се дозна. Дали по повод на 60-тиот роден ден на марката, најверојатно на салонот во Франкфурт ќе биде представен првиот електричен модел на Мини наменет за сериско производство. Неговите тестирања се при крај, а неофицијално ќе го има погонскиот склоп од BMW i3 со 184 конски сили и батерии кои ќе му обезбедат автономија до 320 км. Но за разлика од него ќе биде поставена модификувана верзија на UKL-1 платформата, што значи дека ќе има погон на предните тркала. Перформансите би требало да му бидат слични на бензинскиот Cooper S, а цената ќе му се движи околу 30.000 фунти. Електричниот погонски систем ќе доаѓа од фабриките на BMW во Германија, додека финалната монтажа ќе се одвива во британскиот Оксфорд. Во продажба треба да се најде веќе пред крајот на годинава, а според од порано потврдениот договор со кинеската автомобилска компанија Great Wall Motors, овој модел треба да се произведува и во Кина.